Добро утро, Ване. Токму така утрово разговараме со Марко Угарковиќ, автор на изложбата Сенки, светло и сцена, која беше представена на 5 октомври во фоаето на Македонската опера и балет. Ова изложба представува истражување на односот меѓу светлината и темнината, сцената и заднината, и преку серија фотографии ни овозможува да ја почувствуваме магијата што обично останува скриена зад кулисите. Марко, добро утро и добре дојдовте утрово во Македонија наутро. Добро утро. Како што кажав во најавата, на 5 октомври беше отворена вашата прва самостојна изложба овде во фоаето на Македонската опера и балет. Како беше чувството да ја видите целата ваша работа овде пред јавноста и пред сите граѓани? Јас бев многу изненаден од одзивот кој што имаше изложбата, значи беше многу посетена на почетокот и продолжија посетители да доаѓаат во текот на целиот месец. Добивав многу пораки на социјалните медиуми, добивав многу тагнувања по социјални медиуми и така натаму, што мене многу ми значи, пошто сепак е прва и дефинитивно ми се допаѓа дека и се допаѓа и на публиката. А втора, Националната опера и балет е моја омилена, една од моите омилени згради во Скопје, пошто сум голем фан на брутализам и мислам дека прекрасно се вклопи интериерот со стилот на фотографирање кој што го имам. Марко, насловот на изложбата звучи мощне символично. Каква приказна или идеја сакате да прикажете преку односот помеѓу светлината, сенките, но и сцената? Така. Јас сум голем фан на минимализам како правец за фотографија. Значи исто така доста користам негативен простор во моите фотографии и тоа значи дека во суштина јас одам од лево и од десно на сцената, никогаш не седам од каде што гледа публиката, за да фатам некои интересни моменти игра на светло кои што не се достапни за самата публика, да ги види. Значи на тој начин пробувам да предизвикам интерес кон самата представа на начин на кој што публиката не го гледа и поинаку да ја представам. Така. Делата, како што наведувате, представуваат игра меѓу видливото и скриеното. Што за вас представува таа граница меѓу сцената и заднината и меѓу она што е јавно, но и она што останува скриено зад сцената? Да. Епа, тоа што е битно е дека публиката кога седи, тие перципираат целата сцена. Значи, како така, во секој зададен момент има многу работи кои што се случуваат таму паралелно и не може да се обрати внимание на секој мал детаљ, секој мало движење, секоја мала емоција. Мојата работа е тука да ги документирам тие мали моменти, скриени моменти кои што понатаму може да се видат поинаку, значи во широкото да го барам интимното. Така. Веќе 3 сезони соработувате со Македонската опера и балет. Кажавте дека оваа институција е ваша омилена со оглед на тоа што сте љубител на брутализмот. Како изгледа тој свет зад кулисите од перспектива на еден фотограф како што сте вие? Мене ми е многу мило дека тимот на опера и балет ме прифати како свој, ако сум надворешен соработник. Ја имам огромна слобода да се движам насекаде во самата институција во текот на представите, генералните проби и да гледам што све се вложува во создавање на една представа од тој калибар. Навистина е голем подвиг кој што вработените го прават за секој ден да имаме ние нешто интересно за гледање. И тоа мене многу ми убаво да го документирам во и позади кулисите. Марко, што е оно што е представено на оваа изложба? Какви фотографии може да погледнат сите посетители на изложбата и до кога истата е отворена за јавност? Значи, примерно се фотографирани представи од последниве 3 сезони, значи од последните 3 мајски оперски вечери и од редовните сезони. Самата самата изложба е отворена до крајот на месецот. Со тоа, значи, секој работен ден од 10 до 18 часот работи билетарата, во која што можат да влезат посетителите и да побараат влез да ја погледнат изложбата. Каков беше интересот на самата изложба? Кажавте дека имаше бројни посетители што дојдоа. Кои беа пораките што ги добивавте од посетители? Да, навистина имаше многу позитивни пораки. Добивав специфично многу комплименти за тоа колку филмски сум успел да ги доловам сите моменти на сцената. Јас сум филмски и ТВ режисер по едукација. И ова е, мислам, мојата едукација пробувам да ја пренесам на театарот колку што можам во моментите што ги фаќам. Колку е предизвикувачки да се фати емоцијата на сцената, моментот кога светлината, движењето и музиката се спојуваат воедно?
Има моменти кои што се потешки за фаќа, специфично кога се фотографира балет, скоковите, танцот и така натаму, одредени моменти кои што траат секунда и мора да се фатат веднаш во тој момент, но емоцијата е многу лесна да се фати поради тоа што пејачите и танчерите целосно се впуштаат во своите улоги и навистина емотивно ги глумат и ги пеат и ги танцуваат и многу е лесно да се фатат тие емоции. Марко, имате богато искуство и како официјален фотограф на мајските оперски вечери, но исто така и на Охридско лето. Дали постои некој момент или фотографија што е особено значајна за вас? Мислам дека тоа би била првата представа која што ја фотографирав тука, преди тоа што таму почна мојата соработка со културниот свет овдека. Тоа беше на Буков, на мајски оперски вечери, отварањето во 2023 година и дел од фотографиите се од самата таа представа. Кажете ми, денес сите фотографираме со телефони, со камери, но што е она според вас што ја разликува уметничката фотографија од она секојдневната што ние, обичните граѓани што не сме фотографи, ја пренесуваме? Па мислам дека сите сме фотографи, заради тоа што дефиниција за фотографирање нели е замрзнат момент од сегашноста. Мислам дека единствена разлика помеѓу, да кажеме, секојдневната фотографија и уметничката фотографија е еден стил кој што се провеува низ сите фотографии на одреден автор. Значи наспроти само замрзнување на секојдневието. Така, Марко, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија на утро, ви посакуваме да имате уште многу бројни изложби, ние сме тука да ве следиме. Утрово разговаравме со Марко, фотограф кој ја имаше својата прва самостојна изложба овде во Македонската опера и балет. Ване?